Да, телевизија Нова една година заедно со вас во овој дел од прегледот на вестите на телевизија Нова посветуваме внимание запознавајќи ве со тимот на телевизијата кој работи на реализацијата на 16-часовна програма во живо. Голем дел од програмата кој има телевизијава ја посветува и на спортот, односно на вестите од спортот. Во следните неколку минути накусо ќе поразговараме со уредникот на спортската редакција Бранко Илиевски за тоа како измина оваа една година во Алфа телевизија, кој можеби спортски надпревања или случувања остава во белек на оваа измината една година, но и што подготвува спортската редакција веќе од утре кога практично ќе почнеме да трошиме и втората година на телевизијата. Бранко, добре дојде. Прости ми што за момент ви го земам местото, односно позицијата од каде секој ден, поправиме ако грешам, станува збор за 6 прегледи на спортските вести, во кои се посветени 15 на минути, што значи дека имаме минимум 15 на минути, што значи дека имаме обилно време за полнење со спортски вести и настани. Па еден осврт за изминатава една година, тешко ли беше да се наполнат овие минути? Па не е тешко ако се земе в предвид фактот дека имаме навистина извонредни услови за работа, имаме слобода во работата, имаме можност да работиме многу. Нашиот тим е млад, јас сум највозрастниот во спортската редакција, останатите се помлади, посветени сме сите на она што значи брзо јавување на информациите, објективно, вистинито, се со цел гледачите да ги добијат сите информации во еден момент, практично веднаш штом ќе дојдеме до резултатот. Во студиото на телевизија Нова изминативе 365 дена беа сите председатели на спортски федерации, Кире Лазаров, кој, ако се вратиме години наназад, јас не се сеќавам дали гостувал воопшто во некоја телевизија во живо во вести, тоа се случи кај нас во телевизија Нова, Петар Наумовски, Лино Червар, кој е харизматичен човек и тој беше тука гостин во делот од отвореното спортско студио на телевизија Нова, и што е уште поважно, имавме многу вклучувања во живо надвор од земјата, каде што ги следевме нашите репрезентации, екипи, па бевме дел и од светското првенство во карате во Линц. Тоа морам посебно да го истакнам, не затоа што каратето е спорт број 1, меѓутоа затоа што каратето од оваа година практично е олимписки спорт, а телевизија Нова во историјата на карате федерацијата е прва телевизија која известувала од едно светско првенство со линковски јавувања во живо. Влеговме во годишниот извештај на карате федерацијата. Тоа е еден историски момент, ако може така да се каже. Навистина е посебно убаво тоа чувство. Покрај тоа, секако неодминливо беше да ги следиме ракометарите во квалификациите за Олимписките игри, во квалификациите за Европското првенство и сега последното за Светското првенство. Известувавме навистина многу темелно. Имаме над 3000 минути спорт во овие изминати 365 дена, што е бројка со која ретко кој може да се пофали. Долги години сте во медиумите, но еве, тргајќи од себе, работата во телевизија Нова некако ни отвори на некој начин нови видици, само заради тоа што ги поседува оние технолошки направи кои што ни овозможуваат, како што спомена и ти, навремено да стигне информацијата. Можете ли една да направите паралела помеѓу работата во оваа една година тука и во претходното ваше искуство? Што може би е поразлично? На што се привикнавте овде кога дојдовте да работите? Овде имаме повеќе простор за работа, тоа морам да го признам, многу голема минутажа, тоа е и обврска од една страна, меѓутоа од друга страна ве исполнува како новинар, како влюбеник на спортот, дека имате простор да на гледачот му ги донесете сите информации, да не бидете скратени од можноста да го пренесете сето она што треба да е пренесено, она што ние сметаме дека е приоритет. Например, во живо ја пренесовме пресконференцијата на младата фудбалска репрезентација неколку минути откако обезбедивме настап на Европското првенство во Полска, што тоа никој не беше во можност од телевизиите во Македонија. Телевизија Нова е, да подсетам само,
една од ретките во спортскиот дел во Македонија која е цитирана и од медиумите во опкружувањето, во српските, словенечките, хрватските медиуми. Веста која ние првија пренесовме во регионот е дека форматот во квалификациите за светското кошаркарско првенство во Кина 2019 година го објаснивме прво ние, потоа не пренесе B92, а потоа и други медиуми од регионот. Значи работиме многу посветено, професионално. Згора на се имаме техника која ни возможува со еден специфичен графички израз на гледачите да им доловиме се што може од спортот да се представи на малку поинаков начин. Ако, например, не можеме да стигнеме до теренот на некој надпревар во Лигата на шампионите, ние го враќаме теренот овде, го пресликуваме стартните 11, дури и на нашата национална фудбалска репрезентација во првите мечеви. Навистина е тоа еден специфичен израз кој во оваа моја 20 годишна кариера не сум имал можност да го работам. Тимот ни е прекрасен, млад, компактен, реков јас сум највозрасниот. Младоста инспирира кај другите, мотивира, навистина работиме и делуваме како едно големо семејство. Ајде ќе ве прашам кои се идните планови на спортската редакција во следнава нова сезона или година на телевизија нова, но пред тоа ќе побарам да ми дадете и одговор како одговорен уредник на спортската редакција, дали размислувате со понежниот пол да проширите вашата редакција или ќе остане единственото женско во оној машки свет на спортската редакција? Мислам дека сме доволно добро екипирани во овој момент. За сега оваа редакција останува вака како што е. Планираме нови содржини во оваа 2017 и пообемни и со временски карактер и содржински поинакви. Тоа гледачите ќе имаат можност да го видат, не би сакал сега да откријам што е она што го подготвуваме, меѓутоа ќе има изненадувања, секако и се надевам дека со тоа ќе го задржиме вниманието на сите наши гледачи. Секако најголем предизвик оваа 2017 година ќе биде информирањето од Европското првенство во фудбал во јуни во Полска, каде што нашите млади херои очекуваме нови добри резултати. Бранко, ти благодарам што чудно ми звучи кога ќе речам беше мој гостин во студиото на телевизија Нова. Оваа позиција каде се наоѓам јас сега практично е ваша позиција. Сум од другата страна на студиото. Па ајде тука една оценка какви сме ние презентерите и водителите. Ке се запознаеме во продолжение и со работата на колешката Јована Костадиновска и со работата на колешката Елена Шишовска, дури и мојата маленкост. Па често пати нели знаеме од тука да се прашаме какви вести и што ќе биде во фокусот на спортските вести, па еден мал фидбек за односот помеѓу презентерите и вас од другава страна на спортските вести. Мене ми делува наистина многу природно, лесно, убаво. Немаме практично никакви пречки во комуникацијата, сето тоа делува фантастично добро. Бранко, ќе се погледнеме самите себе си и нашите колеги како функционираме. Ти благодарам за ова твое одвоено време за да споделиме се она што во измината една година го подготвуваш и го направи спортската редакција. Многу е кусо времето, далеку многу повеќе и подготвивме, но така нека биде и во следнава година. Нека редиме само успеси. Така е. Почитувани, да се запознаеме и со останатиот дел од тимот на телевизија Нова пред самиот крај на овој информативен